Господине Бојчевски, на 11 април решивте да штрајкувате, здравствените работници да не работат. Вашите барања? Ние во неделата, како што знаете, имавме пресконференција, бидејќи во рок за 2 недели од двајца министри, едниот е министр, другиот заменик министр, имаме 2 различни изјави, во која што едниот министр кажува дека ќе нема никакво покачување, не е потпишан анекс договорот за вработените во здравствениот сектор, а од другата страна, на 22.2. Господјата заменичка министерка излезе со изјава дека сите здравствени работници, административно-технички и технички персонал ќе имаат линеарно покачување на платите, како што ќе се покачи минималната плата. Значи тоа е во вредност од околу 2500 денари. И не сакаме и понатаму да бидеме манипулирани, изманипулирани од никој, и едноставно, ако во месец март, бидејќи ние во април земаме плата за прошлиот месец, тековниот, не дојде до тоа покачување на платите на вработените во здравствениот сектор, најавивме 3 типа на протести што ќе ги правиме. Едниот тип на протест е за време на паузите, како што сме протестирале до сега, да ги затвориме јавните здравствени установи да излеземе пред самите нив. Втората опција е од 11 часот до 14 часот да ги затвориме тие здравствени установи и да се работат само со хитните случаи, бидејќи, како што знаете, ние сме амортизер на социјалата во државата. И третата опција, каде што има голем револт кај вработените во здравствениот сектор, се бара генерален штрајк. Значи, што ќе се случи понатаму? Имаме координативно тело, ние како млад независен синдикат имаме координативно тело од 40 координатори, председатели во градовите на низ државата, кои што ќе одлучат кој тип на протест ќе го направиме. Значи, вашите барања прецизно кои се? Не е само зголемување на плати, туку и договорите на дело конечно да бидат подпишани. Ние веќе 6 месеци сме по улиците. Излеговме со наши 5 барања, со покачување на платата 30%, со нов колективен договор, унифициран колективен договор, бидејќи овој колективен договор е најлошиот во здравствениот сектор. Третото барање да се покачи ефективниот додаток, бенефициран стаж на вработените на рентген институтите, психијатриските болници, во интензивните неги, и петото барање ни беше вработување на овие наши колеги кои што повеќе од 5-6, дури имаме случаи на клиника на 13 години работат по договор на дело. А што работат по договор на дело? Немаат ниту здравствено, нити пензиско осигурување за плата од 20.000 денари. Додека во другите градови кај што шетав, тие плати биле од 18.000 денари. Тоест, жалосно, луѓето кога ни треба, кога беше ковид кризата, беа тука. Сега, значи, и од нив зависи работниот процес во самата здравствена установа. Уште тие луѓе работат, уште се тие, еден тип сега се на хуманитарци. Работат без плата, без никакви надоместици, но идат на работа. Но на 28.12. самиот министер и премиер на тогашната влада излезе и кажа дека ќе има вработување на 1117 вработени, каде што беше бурно пречекани од самите вработени, а некој им ја решил судбината на овие луѓе. Но што се случи? Се чекаше одобрување од Министерство за финансии, па таму се заглави, па не одобрил министерот, па после имаше информација, нема подпишување и дојде техничка влада. И тие одобрувања ги добија сите јавни здравствени установи некои на 14 февруари, на 15 февруари се формираше веќе техничката влада. И според законот за избори нема примање. Пуштени се негде конкурси и на луѓето им обеќано да конкурират, но ќе се реши работата после изборите кога ќе се формира влада. Како тие луѓе да живеат? Како да работат? Значи, греота
И жално е за тие луѓе. Беа херои, сега се заборавено минато. Значи, ако сакаше владата и министерството да го реши тој случај со овие луѓе вработени, требаше да го донесат законот од 2017 кој беше укина трансформација. Бидејќи го имаат мнозинството во парламентот, се носи законот за трансформација со употреба од месец дена, од 30 од 60 дена, каде што ќе им се решише статусот на овие вработени. Ќе им се направише едноставна трансформација од определено на неопределено работно времество. Другиот синдикат, оној кој е покрупен, репрезентативен, тие не се согласуваат со вас да излезат на штрајк, да излезете сите заедно. Значи јас во неделата, тоа не беше пуштено по медиумите, значи дадов апел. Сите синдикати што сме во здравството да дојдеме да ги заборавиме суетите. Значи ние сме тука гласноговорници на проблемите на вработените во здравствениот сектор. Сите заедно, сите сплотено да се бориме за луѓето. Ние не сме ни за функција, искрено и честно настапуваме. За да се помогне на луѓето, бидејќи 30 години здравствениот сектор е маргинализиран, заборавен и со некои минимални плати. Значи тука имаат луѓе и тие луѓе треба да живеат во местото, а не да преживуваат. Како пример ќе ви кажам доктор специјалист кој што пола живот го поминал во образование, почетна плата на доктор специјалист е 45.000 до 50.000 во јавните здравствени установи, бидејќи ние имаме двосменско работење, немаме дежурства. Значи тоа е срамно и жално од властите. Еден мој апел да заборавиме на суетите на сите синдикати кои што работат во здравствениот сектор, сите заедно и сите сплотено. Еднашка за секогаш да се реши проблемот на здравствените работници, административно-техничкиот персонал и техничкиот персонал. Сите заедно и сплотено да излеземе на овие протести, штрајкови што ќе бидат. Бидејќи сите заедно сме појаки. Одите на протести на 7 април. Независниот синдикат оди на протести на 11 април. Што е проблемот? Зошто не сте заедно? Во овој период кога што веќе се распишани изборите, ние како самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, во соработка со колегите од самостојниот синдикат на Клинички центар, сме во договор да организираме протест на денот на здравјето, односно на 7 април. Истиот ќе се одржи откако органите и телата на двата синдиката ќе ја договорат формата, начинот, времето и местото на одржување на истиот. Сметаме дека овој начин на изразување е единствениот, бидејќи во овој период, во изборниот период, кај што немаме право да подпишуваме колективни договори, нема право исплата на јубилејни награди, нема право исплата на регрес за годишен одмор, е единствениот начин да изразување на нашето незадоволство. Нашето незадоволство ќе биде упатено пред се поради неподпишувањето на анексот на колективниот договор кој беше спремен од наша страна, беше поддржан од Министерството за здравство и истиот беше представен од министерот Меджити на владина седница. Владата на својата 222 седница ја прими информацијата, ја одобри и го власти министерот Меджити да ја подпише овој анекс на колективен договор. Меѓутоа, сите знаеме што се случи со промена на министерот, со техничката влада, со распишувањето на изборите не дојде до подпишување на овој анекс на колективен договор. Кои се вашите барања? Идентични се како оние на независниот синдикат, не се разликуваат воопшто? Така е. Ние во самиот анекс за колективен договор, кој е поминат на владина седница, за кој чекаме да биде само техничко решение, односно формирање на новата влада, именувањето на новиот министер, да влеземе во подпишување, каде што се офатени сите овие барања, што условно ги барат колегите од другиот синдикат. Инаку сметаме дека ги офативме сите и ова анекс на колективен договор не се однесува само за усогласување на платите на здравствените работници, туку за сите здравствени работници во целина. Платите, колективните договори се причини секогаш за протестите, но не ги споменувате условите за работа, условите на пациентите. Не смееме да заборавиме дека има недостиг на лекови, на медицинска опрема. Ние во неколку наврати го апострофиравме тоа и укажавме на условите во кои работиме, дека во најголем број условите се недолични, дека нашите пациенти бегаат во приватното здравство, токму поради условите во кои работиме, а не поради квалитетот што го испорачуваме према пациентите.
Сметаме дека државата, односно Министерството на здравство, како креатор на здравствената политика е она кој што треба да ги подобри условите за работа, како за вработените, така и за пациентите. Еве јас ќе наведам само еден прост пример. Јас доаѓам од универзитетската клиника Светина Мохридски во Скопје. Ние имаме преку 100.000 прегледи годишно и од 4,5 до 5,5 оперативни зафати. Па видете дали ние ги исполнуваме тие услови, дали нашите пациенти се задоволни од сето тоа или не. Кој е одговорот на Министерството за здравство на вашите барања за зголемување на плати, а во исто време не смееме да заборавиме дека 78% беа зголемени платите на функционерите. А за здравство, за здравствените работници нема пари. Така е, функционерите си изголемаа 78, нашето покачување за сите вработени во јавниот сектор беше едва и 10% и конечно после 30 години добивање на право на регрес за годишен одмор. Меѓутоа, сепак, обврските и правата што ние ги исполнуваме како здравствени работници, сметам дека сме недоволно вреднувани. Условите во кои што работиме и ги остваруваме, оние услови се помалку од субстандардни со одредени исклучоци. Сепак, Министерството за здравство и фондот, кој е наш работодавач во случај, односно кој ги плаќа нашите услуги, треба да се запрашаат зошто сме доведени во оваа ситуација, зошто не се инвестира во јавното здравство и така. Ако видите дека уназад 30 години веќе ние немаме изградена нова болница, дека Скопје како милионски град треба да има најмалку 10 болници од типот на мојата болница, за да може да ги обслужи сите граѓани во одреден временски период. Да немаме долга листа на чекање за прегледи, да немаме долга листа за чекање за оперативни зафати или за било какви други диагностички методи. Зошто не може да се решат проблемите со колективниот договор? Па причината е многу едноставно. Се работи за прво во јавното здравство работат некаде околу 20.000 вработени. Секое покачување на плата во минимум и од 5% влече голема сума на пари. Така да сакале ние или не на тој начин ми бодеме на очи на оние што ги даваат парите, а не ги употребуваат за своји цели. Тоа е една страна. Колективниот договор е жива материја. Таа трпи одредени усогласувања, намалувања, зголемување. Меѓутоа, целта наш со секој колективен договор и со секој анекс на колективен договор да ги подобриме социјално и економските услови за сите вработени во здравството. Сметаме дека на тој начин, барем малку ќе ја подобриме нивната положба и како вработени и да се го достигне своето ниво, барем како луѓе да може да си дозволат основни елементарни услови за живот. Ако видиме дека минималната плата што се однесува сега во здравството е 10% над минималната плата, меѓутоа со новото покачување на минималната плата овој феномен ќе стане рамно на нула. Односно, пак ќе дојдеме до моментот каде што платата на хигиеничарката и платата на медицинската сестра ќе станат многу блиску. Не можам да разберам зошто, иако беше тоа првото прашање, еве пак завршувам со истото прашање, зошто не сте сплутани, не сте заедно, не сте солидарни во оваа борба, синдикална борба, работничка за работничките права, со независниот синдикат. Ние како самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита соработуваме со самостојниот синдикат на клинички центри кај што имаме исти идеи, исти визии и исти размислувања како да дојдеме до посакуваната цел. Сметаме дека тоа е исправно и тоа е наша агенда. Поддржани сме од нашите членови, заедно го сочинуваме повеќе од 65-70% од вкупниот број на вработени, а не членови во здравството и сметам дека нашиот пристап и нашиот метод е подобар и поисправен во однос на останатите колеги. Меѓутоа, синдикалната сцена, како и членувањето во синдикатот е доброволно. Секој може да членува во еден, во друг или во ниеден синдикат. Наше оние што не избрале преку органи и тела да ги застапуваме и тоа е тоа. Ако не сме добри, ќе дојдат некои други после нас. Во сите европски земји, кризата во болничките системи под дејство на нивната трансформација во предпријатија кои мораат да ги балансираат своите финансии или да бидат профитабилни, доведува до движење на протести и штрајкови кои ги комбинираат барањата за плати, за зголемување на бројот на негуватели и односот кревет-негувател, потоа подобрување на условите за работа на целиот сектор, кои всушност се загрижувачки.
Во различни прилики се воспоставуваше поврзаност меѓу вработените во болничкиот сектор, пациентите и населението. Политичката димензија на јавните здравствени услуги после ковид-кризата повторно се врати на сцената во Европа. Да направиме краток преглед. Во Франција, на пример, лекарите и медицинските сестри организираа национален штрајк во ноември 2022, во кој учествуваа повеќе од 100.000 здравствени работници. Во септември 2022 повеќе од 6.000 ирски медицински сестри штрajкуваа поради ниските плати и лошите услови за работа. Докторите, особено од ургентните оделенија на болниците во Франција, често протестираат против недостигот на персонал, преоптоварени се и често го ризикуваат животот на пациентите. Nous sommes en grève depuis 3 ans et demi. Jusqu'ici, aucun moyen nationaux n'ont permis d'entrevoir une issue favorable au niveau du système de santé. Nous sommes dans le Titanic et le Titanic est en train de couler. Et c'est un dernier message d'alerte, c'est une bouteille à la mer qu'on jette aujourd'hui parce que les conditions de travail partout en France sont devenues tellement dégradées que nous ne nous reconnaissons absolument plus dans les soins que nous dispensons, que nous essayons de dispenser aux patients. En conséquence, jusqu'ici, aucun mouvement n'a réellement été bloquant. Aujourd'hui, nous passons outre et nous bloquons. En tout cas les patients qui viennent pour des pathologies non urgentes et nous informons par la même occasion les patients sur le motif de pourquoi nous en venons à ces extrémités. Là, à ce jour, il faut vraiment que les citoyens comprennent qu'on n'a plus les moyens de les soigner et qu'on tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est devenu absolument dangereux partout et que le système de santé est vraiment un bateau qui est en train de couler. Et on a absolument besoin d'une mobilisation large, citoyenne, pour que les politiques comprennent qu'il faut absolument qu'ils changent complètement le cap. J'ai posé ma lettre de démission. On travaille dans des conditions qui sont exécrables, dangereuses, que ce soit pour nous ou pour les patients surtout. Les conditions sont absolument pas remplies pour les prendre en charge de manière sécuritaire et adaptée. Donc on pallie tout à l'urgence, même quand il n'y a pas d'urgence. On fait au plus vite, on fait au mieux. Parfois de manière un peu déshumaine, mais on n'a pas franchement le choix parce que le temps qu'on va perdre à mettre de l'humain, c'est le temps qu'on va pas donner à quelqu'un d'autre qui a besoin de soins. Слично и во Германија. Илјадници здравствени работници учествуваа на национален штрајк во августа 2022. Во Германија во последниве години се пошироко и добро структурираното болничко движење го отфрли митот дека штрајковите во болниците се невозможни. Оваа синдикална борба беше поттикната од воведување на нова форма на финансирање на болниците, така наречениот систем на пакети на случаи, во кој болниците добиваат фиксни суми за диагнози, а не како досега за болнички престој. Тоа доведе до огромен притисок за намалување на трошоците во јавните болници. Болничкиот персонал беше првиот што ги почувствува овие намалувања во 2012-та. Германија имаше најлош сооднос меѓу пациентите и квалификуваните медицински сестри во Европа. Во исто време, просечната должина на престој е преполовена. Недостигот од персонал, особено медицински сестри, достигна размери што опасно ја компромитира грижата за пациентите во многу здравствени установи во Германија. Ова го покажуваат, на пример, извештаите за недостигот на кревети за интензивна нега за деца. Намалувањето на болничките трошоци веднаш доведе до продолжување на штрајковите во здравствениот сектор. Во 2015-та германскиот синдикат на услужниот сектор Верди го обезбеди првиот колективен договор за персонал за да го олесни товарот на персоналот во берлинската болница Шарите, една од водечките универзитетски болници во светот со повеќе од 3000 кревети. Штрајковите во 18-те клиники низ Германија следеа по успехот во Шарите. Некои дури се најдоа и на насловните страници, како што се штрајковите во 6 универзитетски болници во Северна Рајна Вестфалија во пролетта и летото од 2022. Тоа траеше 77 дена. Овие штрајкови беа и најдолгите во историјата на германскиот здравствен систем. Многу служби, вклучително и оделенијата за интензивна нега, беа целосно затворени за време на акцијата. Штрајковите беа засновани на јасна стратегија. Вработените, поддржани од синдикатите, прво формираат тимови и развија желба за штрајк. Договорите од оделението за итни случаи, договори меѓу синдикатот и раководството на болницата. Сега се докаже начин да се гарантира правото на штрајк, дури и во критичната инфраструктура како што е овој вид на болничка нега.
Со затворањето на пристапот до кревети и услуги, работниците можеа да вршат значителен притисок врз болничките администрации, социјалните коалиции со пациентите и социјалните движења, како во случајот со движењето на болницата во Берлин Шарите, ја зајакна јавната подршка на штрајкот. Во германските болници има индиции за мобилизацијски капацитет. Синдикатите во здравствениот сектор во Германија растат побрзо отколку во кој бил друг сектор, како дел од тековните колективни преговори за зголемување на платите за 500 евра, например, за вработените во јавните служби. Болниците повторно се позиционираа во првите редови, организирајќи предупредувачки штрајкови. Но сепак, професијата лекар не е толку многу интересна за младите германци. Also grundsätzlich ist es ja so, dass mit der Wiedervereinigung etwa 4000 Medizinstudienplätze weggefallen sind. Ich finde, das macht sich maximal bemerkbar. Man merkt, dass immer weniger Ärzte auch in Deutschland arbeiten wollen. Also ich kenne zum Beispiel viele Medizinstudenten, die jetzt sagen, ja, in Dänemark sind die Bedingungen attraktiver. Ich werde dann, wenn ich fertig bin, eher nach Dänemark oder Schweden gehen. Ich kenne extrem viele Mediziner, die in die Schweiz gehen, weil sie auch viel besser bezahlt werden. Од другата страна на каналот Ла-Манш во Обединетото кралство, штрајковите и отпуштањето на лекарите, медицинските сестри и болничарите сериозно го погодија здравствениот систем со месеци. Неодамнешните мобилизации во британскиот здравствен систем се дел од најголемиот брај штрајкови што Британија го видела од ерата на Маргарет Тачер. Тие рефлектираа колективната фрустрација од социјалниот и здравствениот систем кој е намален до степен на колапс. Кратењето на трошоците што се совпаднаа со најголемата загуба на реалните плати од 1977 година. Недостигот на персонал во болниците ја илустрира и несигурноста на здравствениот систем. Медицинските сестри кои штрајкуваа скандираа: безбедниот персонал спасува животи, укажувајќи на работните услови кои стануваат се поопасни за здравјето на британското население. Се штрекуваше и во Шпанија. Така стотици илјади луѓе излегоа на улиците на Шпанија во февруари 2023 за да демонстрираат против недоволното финансирање на јавниот здравствен систем. Има недостиг од опрема и персонал. Матичните лекари и клиниките се преоптоварени. Сегашната здравствена криза датира од пред неколку години, како последица на финансиската криза. Во 2010 година шпанската влада воведе политики на штедење и направи драстични кратења на трошоците, вклучително и во буџетите на регионалните влади, одговорни за здравствената политика. Така беа изгубени 30.000 работни места, намалени се платите и десеткувани болничките кревети. Во Австрија, кризата со медицинските сестри и браќа е се уште акутна. Според студијата Мискар од Универзитетот во Виена, 84% од медицинските сестри велат дека мора да се откажат од основните чекори за нега поради недостаток на време. Состојбата на дебатата за нега сепак е многу различна. Кога се зборуваше за недостигот на медицински сестри во емисијата Ајмет Центрум во декември 22, на говорницата немаше ниту една медицинска сестра, ниту синдикалци. Говорниците зборуваа за медицинските сестри и новите обиди за рекрутирање во Колумбија или Виетнам, но не и за суштинското намалување на обемот на работата. За да се постигне ова, државата, според синдикалците, треба да инвестира за да ја направи професијата повторно привлечна. Во Италија, здравствените работници во јавните болници беа последните кои што штрајкуваа во Европа 24 часа на 5 декември минатата година, со исклучок на службите за итни случаи, во знак на протест против мерките воведени во Законот за финансии на владата на Мелони од 2024 и за одбрана на националниот здравствен систем. На повик на синдикатите на секторот беа одржани повеќе демонстрации на лекари и други здравствени работници низ цела Италија. Белите мантили алармираа за недостигот на кадар, укинување на кревети, но и плати значително пониски од просекот на Европската Унија и најавеното намалување на пензиите за лекарите. Состојбата во болниците ја онака разнишена од 2000 година само се влошува поради многобрајните заминувања на лекари и медицински сестри во приватниот сектор или во странство за да најдат подобри услови за работа. Во моментов, според националниот извештај на Истражувачкиот центар на Универзитетот Тор Вергата од Рим, Италија има недостиг од најмалку 30.000 лекари и повеќе од 200.000 медицински сестри за да се обезбеди функционирање на јавните установи. Кризата со здравствената работна сила во Европа повеќе не е непосредна закана, таа е многу присутна. И едно е сигурно, на долгорочен план, барањата на вработените можат да се решат само со политичка одлука.
без веродостојна закана за зголемување на притисокот во здравствениот сектор, со штрајкови кои траат неколку дена, наместо само неколку часа, здравствените и болничките работници ќе се најдат со грбот пред зидот. Представниците од 50 од вкупно 53 земји членки на Европскиот регион на Светската здравствена организација, минатата година им се придружија на здравствените работници, нивните синдикати и издруженија, како и на академиците и експертите и да усвојат заеднички една храбра декларација со која се повикува на политичка акција и посветеност да се заштитат, поддржат и инвестираат повеќе средства во здравствените системи и здравствените работници во Европа и во Централна Азија.